Добре дојдовте на нашата трибина на една од можеби најважните теми за македонската економија и нашата држава, а тоа е дигитализација. Многумина велат дека ние во последните 2,5 години сме го фатиле последниот дигитален воз. Меѓутоа прашањето што треба сите тука ние заеднички да го одговориме и она на што треба сите заеднички да работиме, дали ние имаме желба, капацитет и ресурси да управуваме со возот. Во последниот период организираме трибини на секаде низ нашата држава, бидејќи програмата што ќе ја креираме за наредниот период е програма која што сакаме да биде креирана од граѓаните за граѓаните. И граѓаните се свесни дека дигитализацијата е нешто што е многу важно, бидејќи треба да живееме во општество каде што веќе не мора да се чека на шалтери, каде што сите услуги ќе бидат достапни преку вашиот телефон, преку вашиот таблет, преку вашиот компјутер. И она на што сите заеднички би можеле да се согласиме е дека навистина имаме и компании, и луѓе, и ресурси, но и државата е подготвена. Во следните неколку години Македонија да се позиционира како стартап хаб во регионот, меѓутоа и да биде брз усвојувач на високи технологии во Југоисточна Европа. Вчера имав можност да присуствувам на еден доста иновативен состанок, каде што всушност ми се потврдија тезите дека навистина имаме огромен капацитет да бидеме лидер во дигитализација и технологии. Како за почеток ќе ви кажам дека вкупните приходи во тек секторот за 2018 година биле 862.342.656 евра. Значи има 10% раст во вкупните приходи во тек секторот. Извоз на компјутерски информатиски услуги е 160 милиони евра, што е всушност 25% раст. Бројот на вработени во тек секторот е 14.541 вработен и оваа бројка пораснала за 7.1% во последниот период. И она што е најважно за граѓаните, просечните приходи по вработен биле 15.317 евра, а просечен приходи по вработен во тек секторот е 59.304 евра. Така да развој на дигитализација, развој на технологија значи и подобри работни места, поплатени работни места и бенефити апсолутно за сите. За да разговараме на оваа тема денеска, имаме луѓе кои што ви се добро познати, луѓе кои што се надворешни експерти, се надевам ка заеднички ќе наоѓаме тука до идеи и решенија кои поросна ќе можеме да ги имплементираме и во програмата и во наредните 4 години. Ќе започнам со нашите гости. Маријана Нешковска, проект менеджер во Sourcix. Еден аплауз за Маријана. Стефан Витески, основач на Systems for Enterprise. Моника Ризовска, експерт за дигитални комуникации. Дамјан Мачевски, министер за администрација и информатичко општество. И господинот Методи Димовски, кој е член на Комисијата за информатичко општество и администрација во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ќе започнам со едно општо прашање за сите. Каде е Македонија на мапата на Европа во однос на дигитализација? Маријана, можеме од тебе да започнеме, па. Први да се заблагодарам Коста за поканата да бидеме дел од оваа трибина. Сега зависи од кој сегмент гледаме каде се наоѓа Македонија во поглед на дигитализација. За пример ќе го земам бидејќи не знам колку се запознаени, тоа ние сме компанијата која работи на развој на мој термин, електронскиот здравствен систем во здравството. Значи системот е почнат со дигитализација од нула на здравствените процеси уште од 2011 година и е во континуиран развој сите години наваму па досега. Значи ако гледаме него како аспект или здравствениот сектор, тука многу напред имаме отидено со дигитализација. Меѓутоа недостасува моментот за интеграција помеѓу институциите. Секоја од институциите прави некои напори да направи дигитализација и да дигитализира услугите, меѓутоа недостатокот е што не комуницираат и не разменуваат информации. Така да многу зависи кој сегмент го наблюдуваме и многу е тешко да кажеме каде сме на скалата во Европа. Сигурно дека каскаме позади Европа, меѓутоа за некој, например за системот и за здравството, сме пофалени многу од Светска здравствена организација која дури има опишано системот како од иновација до имплементација. Така да навистина е тешко да кажеме, но верувам дека многу треба да направиме во сегментот дигитализација. Каде е Македонија на мапата на Европа во однос на дигитализација?
Имаме одлично движење, одличен раст на приватниот сектор, одличен раст во однос на фриленс услугите кои што македонците ги даваат. Според истражување на Институтот Оксфорд, ние сме втори по број на фриленсери per capita во светот, не само во Европа, така што има доста голем број на луѓе кои што веќе даваат дигитални услуги, кои што извезуваат. И доста позитивно тоа што тука извезуваме мозок. Немаме ресурси, немаме копање, извезуваме само мозок. И тоа е една од најдобрите гранки во економијата, бидејќи додаваме голема вредност. Што се однесува во однос на администрацијата, одличен исчекор е тоа што ќе имаме услуги. Се надам дека тој момент дека ќе можеме со едно место на најавување, со една идентификација да користиме многу услуги, ќе се придвижи и во приватниот сектор, дека ќе можеме со истото најавување да се најавиме во Телеком, и во ЕВАНА, и во банки, во осигурителни компании. Мислам дека сме во чекор со светски трендови во однос на следење на трендовите, затоа што нели пред се тоа е индикатор за успехот на секоја IT компанија. Пратењето на најновите технологии се останато. Од аспект на жена во е-трговијата, ме радува што има веќе 70% пораст на онлайн навиките помеѓу граѓаните. Тоа е доста добар индикатор дека почнуваме и се повеќе да веруваме и да купуваме, особено од македонски продавници. Трети аспект, како амбасадор на Women in Tech Македонија, ме радува што 40% веќе имаме запишаност на студенти на Финки, сигурно сум дека тој број понатаму ќе расте, така што оптимистички е мојот одговор и се надам дека ќе продолжиме само во таа насока. Кај сме? За некои работи сме прилично напред, за некои работи сме се уште назад. Но она што можем да го кажеме дека направивме големи исчекори во јавниот сектор во последно време. Значи не е само националниот портал за електронски услуги, туку имаме електронски регистар на население, имаме електронски идентитет на граѓаните, целосна законска регулатива околу. Го имаме системот за единствена најава кој што целта е да прерасне во единствен систем за најава и во приватниот сектор, и ги имаме законските услови поставени за тоа, но треба нормално се работи на оваа тема понатака. Така што од аспект на подготовка, ние сме прилично, јас би рекол, и понапред од многу и западноевропски земји, но ајде подоцна ќе зборам за конкретни работи што ни тоа овозможува во следниот период доколку се организираме и сакаме. И само кратко, каде сме веќе, а може не сме свесни. Ние се сметаме себе, да ги прашате луѓе на улица, за земјоделска земја, така, што е традиционално тука, земјоделието. Еден податок што не го спомнати во најавата, а тоа е дека најголем раст во придонесот на бруто домашниот производ има и каде индустријата. И тоа убедливо. Ние веќе не сме земјоделска земја. Ние несвесно, што со фриленсери, што со компании, што јавен сектор, што ние станавме полека иката земја. Веќе сме. И ова треба ние да го промовираме во иднина. Нема да најдеме природни ресурси, нема да почнеме да произведуваме 300 пати повеќе храна од колку што сега го произведуваме, а ми имаме мозок, млади луѓе кои што треба да останат овде и тоа да го развиваме. Зошто? За да имаме повисоки плати и да имаме многу поголем развој на економијата. Добро, само кратко ќе додадам, во јавниот сектор, да речеме, ние пред добри 15 на години, ако добро се сеќавам, направивме еден револуционерен чекор, да речеме, се изработи системот Apply Online, со кој што го автоматизиравме пријавувањето за работа во државната служба во тоа време. Сега тој систем е проширен, надграден, ги обслужува и добар дел од другите институции на јавниот сектор. Значи 15 години имаме дигитализација на најголемиот дел од тој процес на селекција и вработување на луѓето во јавниот сектор. И она што е куриозитет, тој софтвер, значи, кој што беше tailor made развиен тука, во тоа време доби и некаква награда на европско ниво, сега навистина не сеќавам која награда беше, меѓутоа за нас беше исклучително важно. Така да, јас би се сложил со Дамјан дека да, веќе се претвораме се повеќе во
хай-тек земја, што би рекол ти. Да. И треба да инвестираме во тој сегмент и ќе зборуваме подоцна веројатно малку што се плановите за иднината. Намјам ти спомна некои од мерките кои што се имплементирани. Ако можеш да ни дадеш еден самари, кои се клучните мерки преземени на тема дигитализација од оваа влада? Добро, конечно некој да ме праша за дигитализација, пошто сите ме прашуваат за администрација. После ќе збориме. Тука мето повеќе може да збори. Не, ама и реално во денешно време кој ќе ме прашаат до кај сте со реформата администрацијата, па колку сте, па како сте. Значи главна мерка за реформа на администрација во денешно време е дигитализацијата. Ја можеме да збориме дека ќе отвориме уште 700 шалтери за да станеме поефикасни, не е баш паметно, нели? Туку можеме да збориме дека ќе се дигитализираме и услугите место да ги бараме негде на шалтер и да ги носиме луѓето по шалтерите, услугите треба да ги донесеме на мобилен. И сега, пошто сум овде со врски, си имам и спремна презентација, што сме направиле до сега, ама сакам ова да ви го покажам, зашо да сватиме до кај сме и кои ни се можностите. Значи, што беше порано системот? Значи, имаме граѓани, состојбата. Институции бараш од едно место и те праќа на друго, те носи на трето, овамо, тамо, значи, и ова се случува. И вака се чувствуваат граѓаните реално уште и денес. И те прашуваат уште каква беше услугата. Да. И вика, добро, кога ќе го среди тоа, најверојатно никош. Сега, што е концептот? Ги направивме каталог на сите институции, на сите услуги. Сега ова значи прилично просто, ама 30 години во држава никој не го направил. Значи сме немале каталог на реално на институции, но и на услугите. Ние сега сите услуги кои што ги нудат сите институции, локална, централна, било кој, ги извадивме од законите и ги ставивме на еден каталог на услуги. И ги поредивме по институции. Сите институции имаат бази на податоци. Го формиравме националниот портал за електронски услуги. Единствен портал преку кој што граѓаните добиваат услуги од сите институции. Нема потреба се најавувате кај секоја институција посебно. Клучен дел го спомнав на националниот портал за електронски услуги, каталогот на услуги. Таму од сите закони, и ова беше нема врска со дигитализација, ова е многу пешачка работа. Требаше правници 2 години да читаат закони, закон по закон, да ги вадат услугите од законите, да ги стават во каталог на проста табела, веќе достапна на порталот за електронски услуги, каде што секој може да знае која институција е надлежна, кои докази треба да ги донесе, колку кошта услугата, колку време треба да се даде одговор, ако не е задоволен кај треба да се жали, што ако не е задоволен од жалбата и така натака. 1500 постојат вакви услуги што различни институции ги нудат на граѓаните по разни основи и на фирмите. 1500 се вкупно. До сега успеавме во каталогот да оставиме над 700. За неколку месеци ќе можеме да кажеме дека сите 1500 се излистани. Нас ни е тоа и мапа, карта за дигитализација. Овде се појавија, искрено да кажам, многу нелогични работи. И следниот период треба да се посвети на тоа да дел од тие нелогичности ги исчистиме. Одиме понатака. Значи, имаме националната платформа за интероперабилност. До сега на платформата за интероперабилност беа приклучени само клучните институции. Направивме законски измени со кои што дозволуваме пристап и на приватни компании. И веќе имаме интерес, осигурителните компании, телеком операторите, банките, сите сакаат да се приклучат на националната платформа за интероперабилност, со што ќе можат да комуницираат и тие со институциите од јавниот сектор. Потоа го имаме многу битен момент, централниот регистар на население, електронски регистар на население. Ретко која европска земја го има. Најразвиените европски земји го нема тоа. Тоа што ние прилично бевме заостанати, ни дозволи да скокнеме неколку технолошки нивоа и да одиме неколку чекори понапред. Ова што ни возможува? Да немаме повеќе различни податоци за граѓаните во различни институции. Сите ќе се приклучат на централниот регистар на население, од таму ќе ги вадат идентични, изедначени основните податоци за секој од нас. А ќе си дополнително држат дополнителни податоци што се важни на нив. И ова е нашиот електронски идентитет. Понатака, го введовме системот за единствена најава, што го спомна претходно. Значи, со единствено корисничко име и лозинка, пристап до сите државни системи. Да, би требало да стане и за приватните, најтоа после ќе зборам во делот што сакаме да направиме, за да стане јасно што можеме да направиме. Воспоставивме инфраструктура за дигитално подпишување од страна на институциите. Но не само техника, туку и закони.
денес, веќе тоа реалност, електронскиот документ има иста важност како оној на хартија и секоја институција може да користи и наши ресурси, значи без да вложува, но и самите да набават дополнителна инфраструктура за дигитално да подпишуваат документи. Ова е реалност и денеска. Одиме понатаму. Воведовме, ако може да одиме понатаму, нови платформи за управување со административните постапки и систем на управување со документи, така наречен ДМС. ДМС се користело и порано, сега го надградивме. Но системот за електронско водење на управни постапки, што значи управните постапки, просто кажано, се постапки во кои што граѓаните бараат нешто на институциите. Тоа е тоа. И воведовме систем за електронско водење и внатре во институциите. Да не се губи време во подавање на хартии внатре. Каде е предизвикот сега? Се ова треба институциите да почнат масовно да користат. Тоа е нашиот предизвик за следниот период. Ама 2,5 години ова беше прилично и инвестиции, и работа, и од технички аспект, значи ова голем дел од овие работи немаат врска со дигитализација, пешачка работа. Читање, вадење, мапирање и ставање на преведување на сето тоа во дигитална форма, за да можеме денеска да го имаме се ова. И сега просто нема да должам многу повеќе. Ова е тоа што го имаме денес. Ги поставивме сите блокови, ова се буквално сите блокови за дигитализација на било која услуга во државата. Она што е битно да се каже дека за ова да се за било која институција да ги користи овие системи, не им требаат никакви познавања од програмирање, не им треба IT инфраструктура техничка, ниту човечка инфраструктура, значи ниту човечки ресурси. Било која институција може да ни се обрати и лесно да развиеме електронски услуги за било што. Она што на што сега работиме со Министерството за труд и социјална политика е упис на дете во градинка по електронски пат. Сегде. Следно сакаме со Министерството за образование. Упис на дете во школа по електронски пат. Работиме со Министерство внатрешни работи. Сите барања што се испраќаат до МВР да бидат електронски и одговорите да се добијат електронски. И ова е можност за секоја институција, секоја општина, за било кое јавно предпријатие. Значи ги имаме сите поставено блокови. Сега е на нас колку ќе ги користиме и колку ќе се ангажираме за нив да ги користиме. Сега тука е предизвик, имаме каде недоволна свесност, каде имаме свесност од страна на институциите, не имаме доволно ресурси, луѓе кои што тоа може да ги изработат. И тука прилично гледам можности за соработки со приватниот сектор. Се повеќе треба да се оди кон аутсорсинг, немаме доволно луѓе во јавниот сектор, IT капацитети, нема да ги имаме, ова е светски проблем, нема овде да го решиме. И затоа сметам дека во овој дел апсолутно синергијата, соработката со приватниот сектор многу може да ни помогне, затоа што со нивните ресурси може да ги развијат електронските услуги за институциите кои што подоцна ги користат граѓаните. Така што една многу, кратко, за да можам 3 дена зборам, ова е тоа што го имаме во моментов и што ни дава големи можности за видна. Мето, кога може да очекуваме зголемување на бројот на услуги, особено за начестите услуги кои ги користат граѓаните? Како што кажем, Дамјан, практично основата е поставена. Сега е на институциите од овој каталог, кој што е само пресликување на она што е закон, да почнат да ги дигитализираат. А има некаков план кој како се влегува? Нашата цел е во наредните 4 години да сите овие услуги што се во каталогот да станат дигитални. Значи да се направи целосна дигитализација на сите услуги кои што се законска обврска на институциите. И на тоа ќе работиме во наредните 4 години. Значи предизвиците за кои што Дамјан зборуваше од аспект на човечки и технички ресурси се едниот аспект, но можеби клучниот е токму менталниот скок што треба да го направиме за да почнеме да го работиме. Јас лично чувствувам некаков отпор, некаде е тоа на институционално ниво, некаде е тоа на индивидуално ниво, меѓутоа постои некаков отпор кон промени, веројатно тоа е единствениот одговор кој што можеме да си го дадеме, отпорот кон промени. Ова е промена, ова е сериозна промена која бара од сите да направат некаков шифт во своето
секојдневна во својата секојдневна рутина и да почнат поинаку да работат. Така да мислам дека на тоа ќе треба да обрнеме повеќе внимание, а не толку на овој техничкиот сегмент. Бројките. За бројките само на кратко, значи во моментов нудиме 127 услуги моментално на порталот за електронски услуги, оваа година 2020 уште минимум 120 се во план за развој, значи но повеќе ќе бидат, ама 120. Нашата цел е, како што кажам, ето дигитализација во следниот 4-годишен мандат на сите услуги што се можни да се дигитализираат. До 2500 не може се. Значи нешто стварно не знам, ако ќе барате лична карта или пасош во МВР, мора да ги земете. Лични карти пасош. И да се сликате, така што нешто не е возможно целосно, но голем дел и апсолутно изводливо можеме во следниот мандат да го завршиме. Маријана, Стефан и Марија, кој е вашето мислење за услугите во Македонија? Дали сме на правиот пат? Вака, јас сметам дека сме на правилен пат за воведување на услугите. Навистина треба многу напор да се вложи од аспекти на подготовка на институциите, бидејќи како што заклучивме претходно и како што рече Стефан, приватниот сектор е многу поспремен на процесот за дигитализација. Исто така треба да се работи и на промена на законската регулатива. Како еден пример јас ќе дадам од мој термин кога веќе зборуваме за дигитализација, дигитализација на рецептот. Значи рецептот веќе повеќе од 6 години постои како дигитален. И сега јас ова кој ќе го кажам вака, делува смешно, зашто сите сте сведоци дека кога одите во аптека носите хартиен рецепт. Значи сакам тука да го напоменам моментот дека процесот е целосно дигитален. Вие дури хартиениот рецепт доколку не е во систем не можете да го подигнете лекот, но недостасува моментот на законската регулатива, а веројатно недостасуваше и до овој момент регистарот на граѓани, кој сега откако ќе биде воспоставен, претпоставувам дека овој процес многу полесно ќе може во потполност на вистина да се дигитализира. Значи сме на прав пат, имаме уште многу работи, како што рече министерот, но сметам дека одиме во права насока и во следниот период би требало услугите се повеќе да се дигитализираат. Би сакал да се надоврзам на ова. Не е само законите, туку и толкувањето на законите е многу важно. Како еден инспектор кој ќе дојде, ќе побара, дајте ми на хартија. Јас сум сведок на ситуација каде што девојка сакаше со билет купен електронски да покаже да патува и не и допушти да патува од Скопје до Охрид, странкиња, бидејќи рекоа инспекција ако ми дојде немам што да покажам, немаш испринтано. И значи кога ќе имаме и на инспекциско ниво и на толкување на закони по флексибилност во однос на дигиталните услуги, ќе имаме поголем скок. Доколку продолжиме да doing business as usual, доколку продолжиме да ги практикуваме истите инспекцијски практики, тоаш поспоро ќе се развива. Малце да реплицирам на околу инспекциите. Значи, она што не го видовте во презентацијата на Дамјан, од овие силни платформи кои се веќе воспоставени, ние веќе работиме на уште една платформа, токму врзана со инспекциите. Вака нагалено сега се уште работна, викаме инспектор. И идејата е таа ќе биде дел од овој систем, преку интероперабилноста ќе биде поврзана практично со сето останато во системот и треба да овозможи да се одбегнат мисинтерпретациите или погрешните или различните толкувања на законите. Ќе воспоставиме ќе помогне во унифицираноста на толкувањето и на спроведувањето на законите, ќе автоматизира работата, значи и на страната на инспекциите, ама и на страната на субјектите на надзор на бизнисот. Така да кога ќе дојде инспектор да направи записник, тоа се ќе оди електронски на таблет, вие само со вашиот електронски потпис ќе го потврдите тоа исто како инспекторот и е завршена целата работа во моментот. Така да и тој сегмент се работи. Марија? Ја поздравувам целата иницијатива и платформата и услуги. Мислам дека сме на добар пат. Јас ќе алудирам само и ќе поздравам малатката мој дедове. Јас, да бидам искрена, на улица гледам стари луѓе ја користат апликацијата што претходно не знаеле што е апликација. Јас сериозно ми се свија аспектот на геймификација или награда на така што
верувам дека сега треба да се посвети време и на едукација на постаро население. Ние од IT индустријата сме early adopters, би рекла, рани прифаќачи, така што веќе колеги гледам одма го истестира, дури најдоа багови, па коментира, ама тоа е добро. Тоа е стварно добро. Мислам, за тоа и е почетна фаза, мислам, фала Богу, ќе има грешки се. Само почеток ќе се надградува платформата, како што спомна и министерот Манчевски. Јас би алудирала баш така, едукативни методи само се додадат со аспект на награди и слично, за да повторно се охрабрат и оние што никогаш не користеле такви методи да подработат и да научат. А верувам дека тоа е вклучено, чисто само го спомнам како нешто што понатака би требало да следи и сакав да алудирам на одржливоста. Мислам дека супер идеи постојат, меѓутоа треба да се внимава и на budget wise колку има одржливост на тоа. Јас се надам дека и после тие 4 години ќе се продолжи во насока а нема да се саботира без разлика на чива идеја е слично. Сега би ве замолил да ги земете телефоните и додите на www.menti.com. Прашалници. Како ја оценувате работата на Дамјан? Menti.com и внесете го кодот 805258. Чекај. Го внесовте? Да. Може да го вратите уште еднашка слайдот само за кодот? 805258 го пишува. И треба да ви се појави прашање дали сте го користеле порталот услуги.gov.mk. Ali okej, okay, ще odgovorim na... Саш да ме смена. Добро, ајде ќе пробаме после, значи денеска со технологија. Како ни иде со технологијава денес? А зашо зборив? Аха, имаме одговори. Тројца. Имаш едно претходно прашање. Ќе ви дам 10 секунди сите да одговорите, па ќе ви ги видиме одговорите. Кој не ги користи? Списокот кој не ги користи. $50-50. 24-20. Добро, не е 50-50, ама. Добро, и може да одиме и на следното прашање. Која услуга би сакале да има на платформата? Тука можете текстуално да внесете одговор. Значи ги имаме e-градинка, e-средно училиште и секој од вас може да си внесе предлог. Лична карта, пасош, МВР, електронски рецепт, сите услуги. Ми се свига амбициозноста. Е-фактура, е-државјанство. Тоа е многу добра, бидејќи во Естонија има е-државјанство. Има можности кај нас за е-државјанство? Лична карта. Добро, генерално мислам дека сите сме убиверзитет. Одлично. Фала ви. Сега можеме да пројдеме на вториот дел со Дамјан и Мето прашања. Значи започната дигитализацијата на јавните услуги, што можеме да очекуваме во наредниот период и во следните 4 години? Што е планот? Јас сум
поборник, особено овакви некои проекти на ќе го кажам, не размрдување на системот, туку на пореволуционерни идеи. Ако ние не запнеме, и уведеме правила дека мора да се користат некои работи, добро, тука има и мотивации како наградни игри, нема да се случи. Значи треба и законски измени, треба и мотивација, но треба да бидеме и неколку технолошки чекори напред, за да луѓето ги видат бенефитите на дигитализацијата и ако гледаат дека комшијата нешто прави, бар кај нас многу сме познати, дека комшијата мора и ја, така. Така да, но мислам дека треба да бидеме храбри. Ова што го имаме направено до сега, колку и да може да звучи неверојатно, но стварно ретко кај го има. Сите овие елементи на системот ни помага дека сме мала земја. Значи во големи земји ова е многу потешко да се воспостави. И регистар население, и овие хоризонтални платформи и така натака. Сега, што е тоа што сакаме да го направиме во следниот 4 годишен период во делот на дигитализацијата? Прво мораме да ја прошириме инфраструктурата. Значи да обезбедиме ултра брз интернет на сите граѓани каде и да живеат и горе во селото на планината, да обезбедиме ултра брз интернет по достапни цени. Ние ги измапиравме сите бели зони, се викаат. Значи тоа се области каде што луѓето немаат пристап до брз интернет и каде што операторите немаат ни план да инвестираат. Исклучивме договор за грант, тој веќе го користиме, а ќе следи и кредит од страна на Светска банка за инвестирање на 30 милиони евра во изградба на национална оптичка мрежа за обезбедување на ултра брз интернет во местата кај што сега го нема. И кој што има формула како ќе го нудиме на граѓаните по достапни цени за нивниот стандард таму. Не за скопски стандард, туку за стандардот на живење таму некаде. И ова е многу битно. Второ, рековме веќе кога зголемиме максимално зборојот на електронски услуги. Океј. Но јас сакам да размислуваме за една малку по необична идеја. Зборуваме сите за Естонија. И што направиле естонците? Естонците во 90-тите години направиле еден драстичен рез чекора, ама решиле. Ние од сега ова ќе го правиме, укинуваме хартија, сведеме електронски. Ајде вака. Ние сакаме да ги укинеме личните документи. Ова го нема нигде. Да нема лична карта, да нема здравствена книжка, па може би да нема пасош, ама ако ни го признаат тој и другиве земји. Од технички аспект, ако ние се пресвичаме у главата и во администрацијата, тоа е денеска сосема можно. Ако можеме да имаме електронски идентитет и го имаме сега во Централниот регистар на население, ако можеме на основа на тоа да остваруваме услуги преку телефон, преку мобилен, па зошто ми треба пластика на страна која што ги биде лична карта? Пластиката, личната карта, го чува чипот за вашите податоци. Ако имаме регистар на население, ако имаме централен ваков систем со сите можни билдинг блокови, се што може, ние немаме потреба од пластикава. Нашата лична карта ги видела. Начинот на кој што ќе се идентификуваме и преку нашиот лик, ја пуштам камерата и ме препознава. Ова веќе почна во Естонија, но експериментално. Во Естонија личната карта во моментот е на SIM картичка. Почнале пред 5-6 години, значи опционално, кога збориме за државјанство, тоа е денеска технологијата не бара ни да е на картичка. Денеска тоа може да ни е во облак некаде. Тоест никаде. И да е безбедно. И да можеме да го повикуваме од кај што ќе посакаме. Од нашите мобилни уреди. Сега прашањето е колку сме спремни за ова. Од технички аспект спремни сме. Ако се решиме ова да го направиме, ова е веќе ментален склоп на институциите. Дали ќе може да се навикнат на ова? Дали ќе може полицијата кога ќе идентификува на улица да свати дека не треба да ни бара пластика, туку ќе има мобилен уред кој што ќе не препознае, кој ќе ни го покаже, ќе не сними со ликот и ќе ни ги извади сите податоци. Се. Дека ќе идеме на лекар, нема да треба да покажуваме ништо. Ќе не идентификува самиот систем. Кога ќе идеме во странство, тешко да ги увериме другите земји дека нема треба да ни треба пасош, така да ќе траева малце, затоа што другите земји не се на ова ниво и нема да бидат уште долго време. Зашто во поголемите земји требаат тешки милиарди евра за ова се направи. Среќа имаме што сме мала земја. Ама ако се решиме на овој чекор, ние сме спремни. Ние како СДСМ сериозно размислуваме да ова биде една од клучните наши мерки за следната програма. Минимум што ќе направиме
е да кажеме дека нашиот електронски идентитет ќе биде на сим картичките, но сметам дека треба да бидеме храбри и ова размислуваме сериозно раководството, кога се знаеш, зборувавме малци на темиве. Ако се решиме ова да го направиме, не е Естонија, ние ги сме понапред од Естонија. И ги имаме сите предуслови за тоа да го направиме. Дали може или мора да се направи? Па ако пишеме, ги мора. Ето, Па добро, ова беше Star Trek. Ој. сега ти немаш што да Фјуче, ја нема што да кажам сега. Да. Ти кажи ќе има. Не, јас сега ќе му кажам дека Естонија е на ова ниво каде што е. Дамјан го знае тоа. Заради тоа што Естонија во 2000-тите години или од кога почнале тама некаде пред 20 години со дигитализација на целото општество, 10% од националниот буџет 10% одел на дигитализација. Колку е нашиот буџет во моментот за дигитализација? Многу помалку. Значи, треба да сме спремни ова да го направиме како волја политичка и тоа го има во СДСМ. Сега треба тоа да го претвориме и да го преточиме во буџетот за 21 година кој ќе го креираме во зголемување на тие ставки. Значи ова се прави, не е никаков проблем. Треба пари, парите се тука, само треба да ги насочувате правилно. Ако се фокусиравме во минатото на некакви други сектори кои што беа апсолутно важни, сега ќе се фокусираме на еден друг сектор кој што се вика дигитализација и ќе инвестираме таму. Се разбира, паралелно ќе треба да работиме за оно за кое што зборував, за менталниот шифт да го направиме и на индивидуално ниво и на институционално ниво. Но додека сето тоа стане реалност, во меѓувреме ќе мора да ги туркаме сите овие работи што веќе сме ги започнале. Значи тоа ќе биде фокусот во наредните 4 години, да ги заокружиме овие проекти кои што почнале сега, за кои што зборуваше и Дамјан. Дел од нив спомнав и ја, дел од нив дел од тие проекти ќе бидат и оние работи кои што приватниот сектор ги бара од нас. Тие сакаат да комуницираат директно со администрацијата. Ние сега услугите на порталот и услуги се првенствено насочени кон граѓаните. Ќе го отвориме тоа и за бизнис заедницата. Бизнис заедницата сака да поднесе електронско барање кога за било која работа која што административно мора да ја направи и да добие дигитален одговор, електронски одговор, да не мора да праќа службеник да оди во некое министерство или институција, па тој тамо чека на ред, па после 3 дена додека му стигне назад, во меѓувреме краставиците се скапале. Значи тоа е тоа што ќе го работиме во наредниот период. Јас навистина мислам дека треба и мајнсетот да го смениме од она може, дека мораме да го направиме, дека треба да се направи еден пресек и сите заеднички да се договориме во кој правец како земја ќе се движиме и ти како што кажам, мислам дека ова е во тоа што можеме да бидеме најдобри. Моника, Маријана и Стефан, што сметате вие дека треба да биде приоритет на владата на тема дигитализација? Може да споделите идеи? Вака, како приоритет на темата на дигитализација, искрено јас првин да кажам дека ме радува моментот дека ќе се воспостави централниот регистар на граѓани. Од аспект како приоритет треба да се работи на подготвување на институциите, како што рековме за ваквиот чекор, да се работи на едукација на кадрите во институциите, бидејќи ние може да правиме и да направиме најдобро електронско решение, но битно е крајниот корисник како ќе го прифати, како ќе го користи понатаму. Како приоритет исто треба да работиме и на интеграцијата на институциите и можноста на компаниите кои приватниот сектор да речеме можеби во некој чекор понапред со дигитализација, но сепак тој треба и услугите кои му ги нуди државата, кои се обраќа кон државата да може целосно електронски да ги заврши. Исто тука ќе спомнам и со системов мој термин, ме радува моментот што ќе се воспостави централниот регистар, бидејќи тој во моментов агрегира многу податоци, податоците се анализираат од надлежните институции како за споредба, значи на годишно ниво се креираат над 29 милиони рецепти, над 20 милиони упати,
податоците се анализираат и Министерството и државата ги користат статистичките податоци во носење нели на некои програми и донесување на одлуки, исто така ги известуваат меѓународните заедници. До сега недостасуваше моментот дека ги немаме точните демографски податоци за населението и ги немаме точните, да кажам, точниот број на население, бидејќи секоја статистика во дигитализацијата здравството е базира на број на случаи на 100.000 граѓани или број на случаи во одреден регион и на база на тоа се носат одлуките. Значи, мислам дека оди државата во правилна насока, значи приоритетите се поставени, но мора уште многу да вложиме и да работиме во едукација и во менување, како што рече ти Коста, мајндсетот на населението општо. Значи да ги прифати и да ги користи услугите, бидејќи го одлеснуваат животот. По принцип, за да се смени мајндсетот, имавме случаи кога се прифатија на широко кредитните картички, тоест дебитни картички, кога пензионерите почнаа да примаат пензии на нив. Кога себе се мој ДДВ, кога пари се во прашање, луѓето полесно прифаќаат, така што предлогот е веројатно поевтини да се дигиталните услуги отколку да одиме на шалтер, така што и компаниите тоа ќе се позаинтересирани дигитално да ги бркаат своите услуги. А во однос на централниот регистар на луѓе ми е доста интересно и веројатно треба да се вклучат и универзитетите, информациите од нив и ве предизвикувам во иднина да можеме да се на оглас на Министерството за информатика да се пријавиме само со еден клик, бидејќи сите информации ќе ги има за нас. Ќе тачираме CV и со еден клик да аплицираме на оглас. Ама тоа е поприлично можно и сега. Значи, софтверот, програмата што ја работи во позадина, во Агенцијата за администрација, вие се регистрирате како корисник на системот. За жал, сега само тамо сте корисник, значи не е се уште закачено на овој систем за кој што зборуваше Дани. Значи сте регистриран корисник, вашето CV комплетно е внесено внатре, се што треба како документација која што се бара, вие сте аплодирале горе и се што треба да направите кога ќе биде објавен оглас, само кликнувате сакам ново оглас и тоа е тоа. Освен ако има нешто специфично во тој оглас, па да треба да додадете уште некој документ. Меѓутоа веќе сега е тоа можно, така да. Ова го кажувам во контекст да не треба да носиме потврда за државјанство, извод за раѓање, еднаш сме се родиле као... Да, тоа со извод. Извод да не биде постро 6 месеци. Кога тоа ќе престане да постои? Дамјан? Многу бевте во право кога рековте дека мораме да ги научиме институциите да ги користат овие системи. Овие постојат, значи Централниот регистар на население веќе постои, функционира. Ние ги синхронизираме податоците со сите релевантни институции 2 пати на ден, значи на секој 12 часа. Вие кога ќе смените податок во управа за водење на матични книги или во МВР, тоа се пресликува секаде. Ама треба да ги доповрземе сите институции. И она ти што го викаш. Ама ова е сериозна промена не на мајндсет, тоа е сериозна системска промена. Ама мора да се случи веќе. Мене ако ме прашате, изводот од матична книга на роден веќе никој не сме да ви бара. Не треба да ви бара. Не молам да го снимате. Не. Ама пазете, зошто ви бараат извод? Тоа е нив доказ дека вие сте родени тогаш, така одредено и така натака. Се што сега треба да направат да се поврзат со Централниот регистар на население и да прашат, не им треба документ, дали овој, да. Дали има во Централниот регистар на население има и која ни е личната карта и колку има важност и кај живееме, че немаат потреба ништо да барат од граѓаните. Доколку се поврзат и така си ги редизајнираат процесите. Да се вратам на каталогот на услуги, многу важен. Најважна алатка во дигитализацијата на услугите е пешачката работа. Односно, некои правници што ги читале овие закони, излегуваат се многу нелогичности. Јас сега пред некој ден пријател ме вика, сакам да се пензионирам, покрај тоа што му бараат потврда дека служил војска. Не. Значи, има некој објаснување зошто, ама се да. Не, јас му викам вака, ако немаш служено ќе те пуштиме 3 месеци да отслужиш, ако преживееш ќе имаш пензија, ако не преживееш тоа е. Но шала на страна, се бара извод од матична книга родени и копија од лична карта. Ако се поврзат на системот Централен регистар на население, нема потреба ништо ти бараат сами по автоматизам ќе си го прашуваат регистерот, ќе им ги дава одговорите.
Кај е проблемот? Ова сега, као секогаш, као што парите се мотивација, парите се и проблем. Дека голем број на институции наплаќаат за да тие ги издаваат документи, така? Извод кошта, потврда за ова кошта, се тоа голема приход во буџетот. Ние треба да ги редизајнираме и начинот на кој што се финансираат институциите. Ама пак, значи ако не кажеме крај и ова од сега од утре ќе биде вака, нема се случи никогаш ако ставиме само да функционира. Или ваков тип на мотивација со награди со така натака, но во оваа ситуација нема што. Значи ние едноставно треба да кажеме извод од граѓани, повеќе нема потреба ни една институција да бара, доколку се поврзани, а не се сега сите, тука треба да работиме многу, на овие наши хоризонтални IT системи. Копија од лична карта никој нема потреба повеќе да ви бара, затоа што го има податокот во централниве системи. Значи еден куп се ова документи кои што ја не ги ни знам. Потврда за платени данъци. Значи нема потреба. Потврда за неосудуваност. Значи не треба вас да ви ги бараат. И сега избори дати нормално и ние се со тоа сме преокупирани. Ти кажи дека не треба ова ќе победиме на избори. Не, еве пази, до сега кандидатите за пратеници што се на листи сами мора да ги обезбедат сите потребни документи, дека се неосудувани, дека не знам да дадат 5 литра крв и вамо таму за да станат кандидати за пратеници. Ова беше сериозен проблем, трчавме по судови, по институции, по централни регистри, на шалтери се висеше. Многу е краток рокот. 2 дена се, не знам. Па специјално служби у судови се организира. Сега тоа го сменивме. Сега, значи, и ДИК ќе смени начинот на работа. Самата државна изборна комисија ќе го обезбедува, затоа што можат веќе, овие сите потврди документи. Ако не успее за некој да се обезбеди, тогаш ќе бараме самиот тој да докаже дека стварно не знам што вамо таму. Ама еве се менува полека начинот. И се не треба полека, треба да забрзаме тој процес, тоа е нашиот предизвик. Моника, ти ако можеш да ни кажеш што сметаш ти дека треба да биде приоритет на владата на тема дигитализација? Во голема мера Маријана го кажа се тоа што го кажав, значи две работи, едукација и одржливост. Континуирано одржување, развој. Стефан? Мене ми е, мислам, ако мојот приоритет би бил во работењето на компаниите. Ние 80% од времето користиме 20% од тие услуги. Значи не користиме многу голем број од тие услуги, многу ретко се користат. Важно е тие што се најкористени услуги да се наједноставни, сите да има. Кои услуги ти би сакал да ги видиш на? Па би сакал централен регистер УЈП, сите тие со едно најавување да можам брзо да ги пристапувам. Има една компанија за да работи легално од која ќе се регистрира. Сега регистрирањето на компанија е брзо, за 2 дена ќе отворам компанија. Меѓутоа ако сакам легално да работам, во следните 3 месеци имам над 300 часови обврски, како на пример ПП апарат, морам да отидам во Министерството за труд и социјала да пријавам работното место, морам во Евона да одам да пријавам каде е работното место. Има многу такви што викаме пешачки работи кои што мораме да отидеме да ги направиме. И тоа се над 300 часови во 3 месеци кои што морам да ги завршам. Ко прво не сите луѓе ги знаат, не сите сопственици ги знаат сите овие обврски, што све мора да завршат, а како второ многу време одзема ако треба тоа да го правиме пешки. Доколку се поедностави целиот систем, доколку се размислува на тој customer journey, тоест како еден млад фриленсер кој што сакаме да отвори компанија место да фриленса, ќе му го направиме полесно сето тоа да може да го заврши во 20 часа, тоа ќе имаме многу повеќе компании. И луѓе што Ја ќе спомнам ќе пак се одлучат да бидат предприемачи. Естонија ќе спомнам, значи они уште пред деценија, значи за 15 минути можеш да отвориш фирма и да си и истото да го. За колку време можеш да затвориш фирма во Естонија? Треба да тестираме. Да, затварањето на фирми е долг и болен процес кај нас и друга работа е во делот на инвестициите. Сега има Стартап Македонија иницијатива се промени делот законот затоа што е драконски доколку некој инвестира во компанија, во стартап кој што ќе пропадне, а стартап е ризична компанија, има потенцијал за голем раст, меѓутоа има потенцијал да пропадне. И ако стане косопственик, после тоа има многу проблеми, не може сам да отвори компанија, следна компанија. И тука имаме една иницијатива од Стартап Македонија да се промени тоа и се надевам дека ќе биде слушната од власта. Коста за отворање на компанија е мит, тоа не постои, не знаеш што? Тоа ти е обратно пропорционално од оддалеченоста на инспекторот.
Имам пуште еден сет на прашања за Моника, Стефан и Маријана. Во моментов имаме раст во тек секторот, меѓутоа на еден начин сме позиционирани како земја на аутсорсинг, сервис провайдер. Што треба да направиме да станеме креатор на продукти? Бидејќи нас ни фали тој еден продукт што ќе успее на глобален пазар и на еден начин ќе го мотивира и другите повеќе нели да се вклучат во тек индустријата, дека може да се успее од тука, меѓутоа што е потребно да направиме за да креираме ваков продукт? Вака, значи треба да бидеме присутни на глобалниот пазар. Значи треба да видиме првен кои се потребите на глобалниот пазар. Јас ќе го истакнам како искуство на нашава компанија, значи врз база на искуството кој имаме во здравствениот сектор тука во Македонија, веќе имаме продукт Пинга, кој и добро е распространет на глобално ниво. Значи истиот е распространет во Нов Зеланд, Австралија, Ирска, значи меѓутоа распространеноста на самиот продукт ја правиме ние со партнери на пазарот. Значи треба да бидете присутни. И ние сме присутни како компанија, го споделуваме нашето искуство од имплементацијата на системот тука и на некој начин или промоцијата на продуктот кој е произлезен од искуствата тука и со големо внимание, значи до сега секаде кај што сме оделе секој министер или секоја институција која не примила во светските земји, со големо внимание ги следат нашите искуства. Дури сега во Нов Зеланд кога бевме како паралела ќе спомнам, во Нов Зеланд значи имаат стратегија за електронско здравство од 96-та година. Ако го ставите како паралела со Македонија, значи ние во 96-та, веројатно да. Така. Сега, меѓутоа, они се изненадени за колку кратко време ние што имаме направено. Значи, они имаат воспоставено и сите процеси, в голем дел им се дигитални, кај нив недостасува интеграцијата. И тоа им беше интересно како Македонија на така мала земја во толку краток период со воспоставување на систем успеала да го поврзе здравството од примарното до терциерното ниво. Значи, имаме продукти, меѓутоа треба да го најдеме правиот начин како да ги пласираме. Треба да бидеме присутни веројатно на глобалниот пазар. Баш во контекст на пласирањето имам и идеја која што ја разговаравме со Моника баш пред да дојдам тука. Мислам дека можеме еден пилот проект да направиме стартап амбасада во Берлин или во Лондон или во Сан Франциско, каде што има големо присуство на стартап компании, инвеститори и акселератори, и каде што можеме да најдеме вакви партнери во продажба, каде што можеме да најдеме клиенти, каде што можеме да најдеме инвеститори кои што може повеќе да го објасниш концептот стартап амбасада? Да, тоа би Запишувај. би значило прилично едноставно. Би значило еден стан во Берлин и би значило една компанија која што би била сервис провайдер. Значи може тоа да биде акселератор во Берлин, кој што ќе даде простор, каде што луѓе кои што еден месец ќе дојдат таму, ќе може да работат, меѓутоа ќе договори 10 средби во текот на еден месец додека тие присуствуваат на тоа на тој процес на инкубација во таа амбасада. И компаниите ќе може да аплицираат ќе има неколку места месечно и тој сервис провайдер ќе им обезбеди средби, квалитетни средби, она што нас не недостасува. Ние голем дел од стартапите во Македонија имаат еден од главните проблеми, го кажа 43% од стартапите во Македонија како еден од главните проблеми го кажуваат пристапот на странски пазари. Ова би бил еден систематски начин за ние да пристапуваме до странските пазари. Некој што веќе има foot on the ground, некој што е веќе тамо, кој што има добра мрежа, кој што може да не поврза на квалитетни состаноци кои што ние ќе ги прифатиме и ќе речеме да, ова ми треба. И нормално дека ќе треба неколку месеци унапред да се спремаме од кога веќе ни е одобрено дека ќе бидеме гости во таа амбасада. Ќе имаме неколку месеци каде што би се припремали, каде што би ги закажувале ние наши средби, не само сервис провайдерот. Мислам дека ова би овозможило во краток рок, во 2 години да имаме многу компании кои што ќе пројдат низ нешто вакво. 2 компании да направат сделка, више го оправдуваме целокупниот проект. Моника? Јас ќе се надоврзам на Стефан, што баш зборнавме, ние многу образложивме, истражувавме темава до тој степен баш кој IT луѓе. Јас би рекла промена на мајндсетот општо уште од
мали години кај сите деца во начинот на воспитување на родителите кон децата, во баш промена на мајндсетот и во институциите, во леснување на даноци и се останато во возложување на можности за размена на искуство, за добивање на поголемо знаење и слично. И сега кога ќе кажав, кога спомнав кај промена на мајндсетот, што значи тоа? Кај што деца уште од градинка ќе се учат како да наоѓаат решенија за проблеми. Ние имаме многу креативни луѓе, претежно за саркастични коментари и се останато и за, не знам, критики. Меѓутоа, што ќе се случи ако мајндсетот на сите тие луѓе се смени во еден мајндсет на создавање на иновативни решенија или решенија на нешто што не изгледа дека е Тоа значи реформа на образованието. Да. Меѓутоа, и баш ќе кажам, во начинот на воспитувањето на родителите, како пристапуваат со самите деца. Са за ова го кажувам како дел од Women in Tech, бидејќи имаме жени во технологија што фала Богу, мислам, размислуваат и за своите дечиња и сме збореле на теми како децата да уште од мали да се воспитуваат или да им се покажат некои логички задачи и соодветни решенија за да почнат да размислуваат баш во насока на развој на личен развој на децата, меѓутоа и понатака како таа личност понатака, тоа треба време. Сам се согласувам дека треба време за едукација. И исто така да се надоврзам на Па едноставно немаме историја на продавање. Значи претходно имало социјализам кога селсот не било толку продажните вештини не биле толку честа вештина. Сега веќе после 30 години све поголема е потребата, меѓутоа немаме школа, многу малку, значи од нашите татковци можеме да научиме, меѓутоа не од нашите дедовци. Многу малку генерации имаат пројдено низ тој процес на обука за продажба. И тоа е втората вештина која што е многу важна, значи излез на странски пазари, меѓутоа и продажни вештини. Идејава на Стефан апсолутно, ќе кажам, ја поддржувам. Некако јас можам да признам дека обратно размислувавме како нив да ги донесеме овде. Ова полесно е што го збориш, така да ете добар предлог. Во делов на децава. Не знам ни колку е свесна јавност во моментот, се одвива еден проект кој што е финансиран од страна на британската влада и на британскиот совет. Се вика училишта на 21 век и што значи тоа? Дека на буквално обезбедени се микробит уреди се викаат. Тоа се изгледаат како некои големи чипови, но се уреди кои што се поврзуваат на компјутер и на кои што деца кај нас обезбедени се ваков тип на уреди за сите деца во сите основни училишта на возраста од 10 до 14 години. Значи не значи дека секој дете ќе добие уред па наноси го дома, туку имаат пристап да работат во училиште со вакви уреди, на кои што се учат на основи на кодирање. Значи основи на програмирање. Но не е само кодирањето, тука е и критичко мислење и решавање на проблеми. И ние веќе влегуваме во образовниот систем. Се соочуваме со проблем дека немаме секаде соодветен наставен кадар кој што можева да го предава, да го пренесе. Па се чуваме со трет проблем. Во одреди, ова не бара некаква јака конфигурација на компјутер за да се приклучи на него, бара основна, ама во одредени училишта и тоа го немаме. И сега фазно се одвива проектот. Значи до сега се донесени добри 60 илјади уреди кои што може да се имплементираат веднаш, ама имплементацијата оди побавно затоа што прво треба да има соодветен кадар, второ да има и соодветна опрема. Но обезбедени се за сите деца. И планот за целосна имплементација е некаде до крај на 2021. Значи Министерството за образование е вклучено и ние помагаме и прилично соработуваме тука со Министерството за образование, побараа нашата помош, работиме заедно, но еве тука веќе пенетрира. Ако ние од 10 до 14 години ги научиме на основи на кодирање, он сосема поинаку ќе размислува кога ќе иде средно. Веќе е спремен. Ова станува, мислам, кодирање, тоа е преведување на проблемот во јазик што треба го свати компјутерот. Тоа е јазик. Ништо поише, ко англиски веќе станува денеска. И од што помала возраст, тоа 10 се веќе стари. Ние веќе треба да мислиме како да почнеме порано да ги учиме на основи нови работи. Да. Али еве се работи, ама пак не е така, еве ги донесува британци уредиве и сега не е едноставно. И тука треба да се работи. Имплементацијата секогаш е најтешкиот
Стефан, сакаш да кажеш Да, нешто? во тој контекст сакав да се надоврзам дека имам иницијатива и предлог да се одвои професорите по IT вештини од општата систематизација на кадар, бидејќи доколку имаме неквалитетни професори во средно, ќе имаме на крај неквалитетни на факултет, на крај ќе имаме полоши програмери и во приватниот сектор. Едно, може би и не лошо се размисли и излегување од системот за децентрализација, затоа што едно лошо поставен професор по информатика во средна школа, например Корчагин, може целата економија да ја кошта милиони евра, заради тоа што многу луѓе нема да учат програмирање. И мораме да ги проверуваме почесто колку знаат, како знаат, затоа што ако одлучивме да биде тоа еден од нашите приоритети, образованието е клучот. И за крај имам прашање до сите. За 5 години, каде ќе бидеме на тема дигитализација и технологија? Која е вашата визија за нашата држава? Па добро, ја би сакал за 5 години да овој Star Trek за кој што зборуваше Дамјан биде реалност. Иако лично би сакал да видам администрацијата да го има подобрено својот мајндсет до ниво кое што ќе овозможи барем тоа што сега го имаме лесно да се спроведува во пракса, да ги дигитализираме работите кои што во моментот ни фала за оваа основа да може да функционира до крај. Да речеме, нас многу регистри, податочни бази кои што ги имаат институциите се уште не се во дигитална форма, значи буквално зборувам, се уште се некои во хартии. Има добар дел кои што се во некаква дигитална форма, ама тоа е кому иде правено, негде е во, не знам, Excel, некаде е во Access, некаде е тоа најтоп направено. Една од работите кои што сакаме да ги направиме и за 5 години да го имаме тоа завршено е да биде се дигитализирано и тоа по единствени стандарди, на унифициран начин, за да може потоа и лесно меѓусебно да се разменуваат. Сега, мето што го вика Star Trek, мене ми е по-реално. Вака, он како председател на нашата комисија за администрација и информатичко општество, мислам дека сме извонредени, кажам, пар од администрација, јас сум информатичко општество, али многу ми помага тука. И можам да кажам и доста работи и ме научи во делот на администрацијата, но што сакам да кажам? Значи, не е Star Trek. Вака, најава. Во првата половина на февруари ќе подпишеме еден меморандум со една голема светска технолошка компанија, ќе дојдат овде, каде што ќе го введеме начинот на подпишување што ви го зборев сега. Со нашиот лик. Значи, ова ќе стане реалност кај нас сега. Нема да ја смениме одма личната карта, ама ние ќе можеме да подпишуваме документи на ваков начин. Кај се гледам за 5 години, дека во Естонија ќе викаат, у Северна Македонија што има У Северна Македонија. Да, ми го зема одговорот. Која е Естонија без Северна Македонија, гледате што. Јас се надевам дека ќе станеме Естонија на Балканов. Да, пак би се доврзала на истото што го спомнавме и дека во најмала рака ќе станеме стартап земја и земја каде дигитални номади што одат со месеци во други земји ќе сакаат да останат кај нас, да разменат искуство, да отворат и тие стартапи исто како во Естонија и да видат и да се, мислам, затоа што самото тоа не само што ќе придонесат до зголемена дигитализација, ќе зголеми и туризам. Имаме многу убава земја и така како може да, така да, тоа е мојот одговор, значи Естонија на Балканов. Јас сум оптимист, да, дефинитивно се надевам дека ќе се отворат многу повеќе стартапи, дека дефинитивно тој фриленсинг што кажавме, бидејќи фриленсот не е ништо повеќе току извоз на услуги, меѓутоа тоа е исто како да извезуваме вино во цистерни. Ако имаме стартапи, ако имаме луѓе кои што знаат да ги склопат тие со маркетинг, со дизајн, со продажба, тогаш веќе имаме убаво спокойно вино кое што можеме да го пласираме во светот. И тоа е мојата визија, дека ќе имаме многу повеќе компании. Се надевам дека
и нас ќе не се случи Skype, што им се случи на Естонија. Нека не им се случи Skype, пошто губат пари сега. Добро, меѓутоа во Словенија има Talking Tom, во Хрватска има Мате Римац, во Србија има Нордеус. Има успешни приказни кои што кога ќе продадат и кои ќе донесат многу капитал во земјата, носат тој мајндсет кој што понатака можеме да го користиме сите. Значи, директор кој ќе излезе од компанија која што се продала за 500 милиони евра, ќе може да инвестира во стартап 2 милиони евра, што во моментов тие се бројки незамисливи за нашиот екосистем. Ја би сакал само да се надоврзам ти што кажа. Дека можеби ние немаме компанија на ниво на Skype, Tom и така натаму. Меѓутоа имаме компанија со кои што треба да се гордеме и не зборуваме доволно за нив. И мислам дека ова е порака апсолутно за сите, и за медиумите, и за владата, и за државата, дека да, постои страна каде што младите се иселуваат, бараат подобар живот, меѓутоа постои на друга страна за која како да се срамиме, како да не сакаме да зборуваме. А тоа е страна на млади луѓе што остануваат тука, што отвараат сопствени бизниси, вработуваат луѓе и навистина се компании со кои што треба да се гордееме. Така да ајде аплауз да даваме на сите овие компании сега. Маријана, што ќе кажеш ти за мој термин сега? Јас се надевам дека во мој термин вака се надевам дека за 5 години еве како ќе го кажам како позитивен пример и светла точка нели во дигитализацијата низ годиниве наназад, дека ќе покрај што ќе се искористи искуството, претпоставувам дека постојат и други примери кои треба да ги земеме и да видиме како поминал нивниот пат и од нивното искуство да научиме, и се надевам дека за 5 години ќе одиме во чекор со Естонија и дека ако сега одиме во студиски посети низ Европа за да научиме како нешто да направиме, се надевам дека за 5 години ќе почнат луѓето доаѓаат кај нас за да видат како ќе направиме. Да, почна и се надевам искрено дека ќе имаме еве за 5 години повеќе од еден продукт по кој ќе бидеме познати на глобално ниво. Сега имаме ова интерактивна табла, имаме прашања. Кога ќе се променат веб страните на институциите? Дамјан. Еден многу административен одговор дека јавната набавка е во тек. Работиме на тоа. Формирана е работна група. Пари има спроведена јавната набавка. Пред изборите неколку министерства ќе го добијат ликот со нови веб страни и тие ќе бидат унифицирани, значи понатака ќе се прошири на сите министерства и ќе имаме еден ефикасен систем и на онлайн комуникација со граѓаните, каде што ќе се елиминира полека и потребата за класично барање на слободен пристап до информации со допис и така натака, туку ќе имаат рок, институциите одговараат онлайн во рок од 48 часа на било што министерствата ќе почнеме со нив, што ќе се обидат граѓаните да комуницираат со нив. Дали има како министерството ја презентираат дигитализацијата до другите институции, дали отпорот е толку голем? Начелно, како? Со мака. Со многу зборење, со одење, со трибини, со средби, со 2 пати, со 3 пати, со 5 пати. Отпор нема. Ама вака нема. Кога се вратат во институција, сваќате дека процес е, треба време. Треба да се навикнат луѓето. Ги нема и многу. Значи имаме во одредена институција луѓе кои што не може да работат со IT системи. И се процес е, значи добро е што прво анблок нема. Ова се проблеми кои што во треба да ги решаваме, така што ќе треба многу напори, мака и труд. Тоа е тоа. Мето, што се прави на полето на cyber security? Тоа сепак е прашање за Дамјан во момент, така да сега беше на некој така. Еден куп административни работи. Национален совет за cyber безбедност формиравме стратегија за cyber безбедност, прв со акцијски план и така натака и така. Колку и да звучи контрадикторно, главниот проблем во организирањето на ефективна cyber безбедност, сега зборам за државните системи, е меѓусебната комуникација. Значи, може да имате најдобри антивирус системи, може да имате најдобра машинерија, хардвер, може да имате најдобри и луѓе експерти IT, ако не разменуваат информации помеѓу себе, џабе.
И ние заедно со Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи поставивме конечно еден систем и на онлайн размена на информации, тука и националниот ЦИРТ морам да го спомнам, значи тоа е Центарот за управување со компјутерски инциденти. Имаме и онлайн платформа за размена на информации, но веќе имаме и форум на Националниот совет за сајбербезбедност каде што разговараме на овие теми. Следниот чекор, и тоа е во тек, дефинирање на државната критична инфраструктура. Тоа не е само државна, туку и приватен сектор спаѓа, каде што преку нивна идентификација ќе организираме многу поефикасно и одбраната на сите целата критична инфраструктура на државата. Дали ќе вложите финанси за доградба на финки за едукација на поголем кадар? Прво, финки физички треба да се догради, нема зграда. Тоа е најголемиот, јас сум навистина горд што приказнава, мислам, ни успева дека финки стана убедливо најголемиот факултет во рамките на Универзитетот Свети Кирил и Методи и во државата, дека заедно со ФЕИТ, тоа е веќе сериозна бројка, значи и с другите универзитети, ние на ниво на држава произведуваме годишно некој минимум 2000 инженери, електроинженери. Тоа е сериозна бројка. За држава како наша. Кадарот апсолутно, но веќе таму зборуваме и за основни услови. Они немаат зграда, за жал е заглавена во една барокна процедура за барокна зграда за финки, која што е заглавена целосно, зградата сте ја виделе, се наоѓа недовршена, карши судската палата, и жалосно е што најголемиот факултет во државата, заради тоа што некој инсистирал да биде во нова барокна зграда, нема кај да учат се овие студенти. Тие се кираџи секаде. Се главната моторна сила во нина збориме и за економијата. Но истото важи, се присликува и за кадарот. Ако видите услови каде да дојде тој кадар да работи, и плата нормално, и сепак овие професори прилично работат и на други проекти, успеваат да си обезбедат самите за себе некаков приход, но немаат основни услови за работа. Се бориме со ова, но како и за многу други работи, голем број на административни процедури се проблем и ги решаваме проблемите од духовите на минатото. Па тука исто би апелирал доколку е можно да се зголеми буџетот и за финки и за ФЕИТ, асистентите земаат плати кои што се споредливи со джуниорски плати во програмерски фирми. Мораме да имаме поголеми плати затоа што тоа во моментов има навистина квалитетен кадар, не смееме да дозволиме се замена. И последно прашање, дали ќе има апликација за услуги? Мобилна апликација, да, тоа е еден од плановите за оваа година, иако и сега, ако отворите веб страната на било кој мобилен уред, адаптибилна е на вашиот уред, сепак да. Еден од плановите за оваа година е мобилна апликација и она што го спомна Мето, услуги за бизнисите, за фирмите. Сега електронските услуги преку порталот се достапни само за физички лица, за граѓани. Треба да некаде средина на оваа година ќе одиме и кон фирмите, кон бизнисите. И последно прашање, дали таа унифицираност за веб страните ќе може да се сподели за локалната самоуправа? Ке мора. Не, и не мислам дека треба. Значи не мислам дека општините треба да се унифицирани со државните институции, со министер. Прво и невозможно, дека се лажеме, го кажеме дека. Но второ, се работи за засебни власти и дури мислам дека општините треба да се покажат во едно поинакво светло, треба да си ја покажат својата специфики, не треба да е се тоа така унифицирано. Она што е нашата интенција и се гледа и во порталот за електронски услуги и сега во веб страните дека ние ги представуваме од аспект на животните настани. Значи еве и сега одите на услуги Говмк, таму имате раѓање, работа, не знам, живеалиште, значи не е како порано документ, извод за, не знам, според административната терминологија. Туку одиме по животни настани. На таков начин и ќе го организираме и новите веб страни на министерствата. Не знам, да, работа, но туризам, екологија, она што граѓаните ги интересира, документи. Нема да зборуваме за како ние сме поставени во институциите и што направил министерот денес, туку она што ги интересира граѓаните. И ова е тој еден нов пристап кој што се надзира во порталот услуги Говмк, ама ќе е многу повидлив во новите веб страни на министерството. Само да додадам.
ова унифицираност нема да оди на локално ниво, ама надвор од министерствата ќе продолжиме. Значи во наредниот период, од кога ќе заврши овој прв круг ударно со министерствата, потоа ќе одиме сите државни институции да го задржат овој, односно го прифатат овој единствен стандард. Ја ви благодарам, еден голем аплауз за Маријана, Стефан, Моника, Дамјан и Мето. И само што ми кажа дека не се снимало, мора од почеток да почне. Фала ви на сите, тука сме ако имате уште прашања.